Мои почитувани членови на страната, Санде Коцев, најдобар спортист. Сакам да искористам приликата, уште едно видео да објавам, да појаснам некои работи, да останат осеќавања, имено за што се состоje. Вика куп на европски шампиони. Борачите на Балканец трети во СССР. Некомплетни и немокни. Штипјани поразени од праваците на Германија, а се бореа нерешено со противникот од Шведска 10-10. Вика Штип 28 ноември. Заминаа во СССР без поголеми амбиции, само учество на Балканец на една ваков турнир од европски ранг представува успех и награда за постигнатите резултати во истиот период. На полуфиналниот турнир што се одржа на 16-17 октомври во градот Махачкала на Каспиското море учествуваа 4 екипи. Шведска ја представуваше екипата на Енинг, ФР Германија Сан Гарен, СССР Динамо, а нашата земја Балканец. Патот беше мощно и напорен, вели водачот на Балканец Александар Бурич. 4 дена патувааме и на турнирот стигнавме на самиот ден, кога тој требаше да почне. Во почетокот ни беше јавено дека турнирот ќе се одржи во Москва. Но, кога стигнавме во овој град, ни беше речено дека турнирот ќе се одржи во Махачкала 2100 километри подалеку од главниот град на Русија, СССР. Меѓутоа, ние сме задоволни од приемот во Русија. Турнирот беше добро организиран, а првокот на Русија сосема заслужено ќе се надпреварува во финалниот турнир. Вика првокот на Советскиот сојуз со максимален резултат 20-0 ги победи праваците на Југославија, Шведска, додека првокот на Германија му одзеде само 1 поен, 19-1. Балканец ја загуби и средбата со првокот на Германија со 14-6, додека со првокот на Шведска се бореше нерешено 10-10. Но, со оглед на тоа што Балканец постигна повеќе победи со туш, го освои третото место на турнирот. Но со оглед, Балканец со Шведска 10-10, но со оглед на тоа што Балканец постигна повеќе победи со туш, го освои третото место на турнирот. Можеби можеше и подобро, категоричен е тренерот на Балканец Томе Атанасов, иако и ова што го постигнавме за нас представува успех. Во Махачкала настапивме во преполовен состав. Во нашата екипа не се појавија репрезентативците Томи и Санде Коцеви, како и Добре Маринков. Тие не патуваа на турнирот од оправдани причини. Причините само кратко да напоменам дека се непознати за никој, иако председател на Балканец беше од полицијата човек, не можеа да ни извадат пасоши или имаше некоја тактика тука, не може само Господ и тај што е го правил тоа, знае што е. Тие не отпатуваа, се мисли на Санде и Томе Коцеви, Добре Маринков, тие не патуваа на турнирот од оправдани причини, но доколку се појавеа во нашиот дрес, верувам дека ќе можеме да го победиме првокот на Германија. Убеден сум дека Санде
и Томе Коцеви и Маринков можеа да ги совладат своите противници. Во средбата со Сан Горерген имаше и малер, имено во категоријата до 52 килограми. Данчо Стојанов, сега е покоен да го спомнеме, Данчо Стојанов, не можеше да симне 1 килограм, па мораше оваа средба без борба да ја предадеме. Во две победи на турнирот од борачите на Балканите здвојуваа Киро Ристов, покажа најдобра форма. Мичо Цветанов и Дура Арифов по една победа издвојуваа Шутев и Стојанов, а без ниедна победа во Штип се враќаат Ферати, Читаковиќ, Николов, Илиев и Влахов. Тоа е, драги мои пријатели, членови во мојата група, уште еден спомен од минатото, од многу години, може половин век. Тоа е слика, портрет на Санде Коцев. Сликан сум на пожарниот дом горе на терасата, тренираме летно време, трчуваме, загреваме си тренинзи. Дре со младо момче, тука со можеби 20 и неколку година. Поздрав, убав ден да имате и многу здравје ви сакам на сите, посебно на тие што ќе го прочитате ова. Да имате здравје, среќа и радост.